Вчера господјата Рускоска на емисијата во обид да ја одбрани власта, во обид да скандализира нешто каде што нема простор за скандализирање, изнесе груба невистина. Но каква е вистината? Јас би сакал секогаш да зборувам со факти, со принципи и со аргументи. На 26 јули господјата Вилма Рускоска ми испрати СМС порака во која што замоли да се слушнеме. Јас, откако ја добив СМС пораката, и се јавив. Ме замоли да се видиме. Јас ја поканив во седиштето да дојде, она рече не е пристојно да дојдам во седиштето. Добро, викам, каде, на кое друго место и што би била темата. Она ми одговори дека темата би била уште еднаш да поразговараме околу актуелната ситуација, но и моја изјава во врска со уцената која што специјалната обвинителка Катица Јанева ја испорача на еден наш состанок за кој што јас претходно ја информирав јавноста. Она ми рече дека тој ден не е во можност и предложи некој друг термин. Јас си реков во деновите кои што следат, јас не можам поради густиот распоред. Потоа она рече јас ќе одам на годишен одмор и се договоривме да по завршувањето на годишниот одмор се слушнеме и го одржиме тој состанок. На 15 август, кога се вратив од годишниот одмор, и испратив СМС порака и реков дека сум во Скопје и стојам на располагање. На што добив повторно одговор преку СМС порака дека ќе ме побара. На 11 септември беше пресконференцијата која што господјата Рускоска вчера ја споменуваше, каде што јас зборував за документите кои што Свиркач ги достави до ВМРО ДПМН. Навистина сум вчудоневиден, навистина сум разочаран поради навистина лошата состојба во правосудството и тесната врска помеѓу власта, обвинителството и судството. Сите овие искажани невистини, сите овие лаги кои што имаат единствена цел да му слугуваат на Зоран Заев. Ќе бидете повикан на распит, дали ќе соработувате, бидејќи таа, ќе цитирам, рече, јас сум сигурна дека нема да сака да помогне. Навистина чудно како може да преюдицира обвинител кој што треба практично да биде странка и да ги заштитува интересите на правдата и законите, нешто за што воопшто не се случило. Не е таа тука судија кој што ќе суди дали јас ќе сум подготвен да соработувам или нема да бидам подготвен да соработувам. Нашиот телефонски разговор беше поврзан исклучиво само за една тема, а тоа беше уцената која што јас во својство на претседател на ВМРО ДПМН ја добив од страна на тогашната специјална јавна обвинителка, а сега притвореничка Катица Јанева, и која што беше поврзана со случајот за замрзнување на имотот на партијата. Што се однесува на политичкиот прогон врз новинарите, врз слободната и критичка мисла, е само контрапродуктивно и негативно влијае врз процесите во државата. Не зборам само за сега, зборувам и за минатото и случаевите кои што биле во минатото. Јас сум 2 години претседател на ВМРО ДПМН, нити до сега ми паднало на памет, нити во иднина ќе ми падне на памет на таков начин да напаѓам новинари, нити пак некогаш во животот ќе помислам на таков начин да преюдицирам пресуди, прогони, обвиненија и така натаму.